Намерна или лекарска грешка под притисок на зацртаните фондовски цели кои мора да ги исполнат матичните. Низ за прашање и дилеми отвори сведочењето на пациентката за Телма дека бесплатниот тест на нејзино име го добила друга жена. За едни злоупотребата е јасна, за други тоа е ненамерна грешка. Наспроти стравот на јавноста, колегите на матичниот лекар во обид да го одбранат ваквиот потек. Прстот го вперија во обемната бирократија со која велат се соочени. За да имаме добра здравствена политика, да бидат добро платени овие доктори, да не се прават овакви манипулации, пациентите да бидат задоволни, фондот да се чувствува како добар креатор и Министерството, на маса треба да седнеме и сите бројки и статистиката на влезови да ја земеме и да видиме колку навистина му е потребно на еден доктор да направи квалитетен преглед, да не биде тоа од врата евети или да не се соблекува пациентот да нема реален преглед, и да видиме кои се светски стандарди и што навистина можеме да направиме, а да не направиме професионална грешка или било каква друга намерна или ненамерна грешка. Еден од предлозите на приватните лекари за да се избегнат злоупотреби и грешки е целосна дигитализација. Велат хартијата мора да замине во минатото и упатите и рецептите да бидат електронски. Лекарите губат повеќе време на бирократија отколку на прегледи на пациентите. Мора да имаме комплетно внесување на се што е здравство и здравствена интервенција во тој електронски здравствен систем, па за да постои квалитетен електронски картон, каде што ние како матични или секундарци или терциерци, како чинители во здравствениот систем, имаме целосен увид. Затоа ви велам, визиите нас како здружение ни се едни, свеста е друга, но секогаш да бидеме искрени во нашите намери за да имаме подобар здравствен систем. Не оправдувам никакво погрешно внесување, но ќе кажам дека имало такви моменти, нели? Од многу. Само се со единствена цел да не биде казнет, мора да се реализира целта за да добие капитација за да може да ги исплати вработените. Реакциите на граѓаните по сведочењето на пациентката во емисијата Топ тема не запираат, но и дилемите што се има во нивните здравствени картони и дали може би имат туги дијагнози на нивно име. Додека јавноста е во прашалници, надлежните во обид да го решат проблемот.